Евангелие според Лука, 3 глава. Во 15-та година од владењето на царот Тиберий, кога Понтиј Пилат беше управител во Јудеја, а Ирод, четворовласник над Галилеја, и Филип, брат му, четворовласник на покраината Итуреја, и Транохитида, и Лисанеј, четворовласник на Авилинија. Во времето на првосвештениците Ана и Кајафа дојде Божјата реч до Јован, синот на Захарија, во пустината. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедајќи покајно крштевање за проштевање на гревовите. Како што е напишано во книгата на зборовите на пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустината: подгответе го Господовиот пат и исправете ги патегите негови. Секоја долина нека се исполни и секоја планина и секој рид нека се снизат. Кривините нека се исправат и нерамните патишта нека се израмнат. И секое тело ќе го види спасението Божјо. А на луѓето што доаѓаа кај него да ги крсти им велеше: породи змиини, кој ви кажа да бегате од гневот што иде? Но направете плод достоен за покаяние и не почнувајте да зборувате со себе: наш татко е Аврам. Зашто ви велам дека Бог може и од овие камења да издигне чеда на Аврам? Зашто веќе и секирата стои до коренот на дрвјата, и секое дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. И го праша луѓето, велејќи: тогаш што треба да правиме? А тој им одговори и рече: кој има 2 облеки, нека ги подели со оној што нема ниту една. А кој има храна, нека го направи истото. Дојдо и цариници да ги крсти и му рекоа: учителе, што да направиме? А тој им рече: не барајте повеќе од колку што ви е одредено. Го праша и некои војници говорејќи: а што да правиме ние? Им рече: врз никого не извршувајте насилство, никого не клеветете и бидете задоволни со вашите плати. А бидејќи народот беше во исчекување, па сите помислуваа во срцата свој за Јован, да не е тој Христос. Јован им одговараше на сите велејќи: јас ве крштевам со вода, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ниту ременчињата на обувките негови. Тој ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Нему му е лопатата во раката негова и тој ќе го очисти гумното свое и ќе го собере житото во житницата своја, а плевата ќе изгори со неизгаслив оган. Опоменувајќи со уште многу други нешта, му ја објавуваше на народот радосната вест. А Ирод, четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брат му, и заради сите злодела што ги беше направил Ирод, кон сето тоа додаде и уште едно: го затвори Јован во темница. А кога се крсти сиот народ, се крсти Исус. И додека се молеше, се отвори небото и Светиот Дух слезе на него во телесен облик, како гулаб, и се слушна глас од небото кој велеше: ти си мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години и беше како што мислеа син Јосифов, Илиев, Мататов, Левиев, Мелхиев, Јанаев, Јосифов, Мататиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маатов, Мататиев, Семејев, Јосифов, Јудин, Јоананов, Рисаев, Зоровавелов, Салитијулов, Нириев, Мелхиев, Адиев, Косамов, Елмодамов, Иров, Јосиев, Илиезеров, Јоримов,
Мататов, Левиев, Симеонов, Јудин, Јосифов, Јоананов, Илијакимов, Мелеев, Маинанов, Мататаев, Натанов, Давидов, Јесеев, Овидов, Воозов, Салманов, Наасонов, Аминададов, Арамов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фересов, Јудин, Јаковов, Исаков, Аврамов, Тарин, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салин, Каининов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Матусалов, Енохов, Јаредов, Малелейлов, Каиновов, Каинанов, Еносов, Ситов, Адамов, Божје.